Фудбалската федерација на Македонија не ги кажува фирмите со кои соработувала изминативе години по скандалот со главната сметководителка која се сомничи дека проневерила најмалку 1 милион евра со допишување нули на фактурите. Откако Ајден Он го објави скандалот за кој федерацијата молчеше 3 месеци, надлежните најавија дека ќе испратат одговори на прашањата со кои компании соработувале и по колку пари им биле префрлани, но одговори не испратија. За Љубомир Ѓурчиновски, поранешен член на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, молкот на федерацијата воопшто не е изненадување. Тој со години укажува на нетранспарентноста, зачауреноста и незаконското работење во федерацијата кое резултирало со јавашлук, енормно зголемување плати и вработување роднини на сметка на македонскиот фудбал. Финансиското работење на Фудбалската федерација исто така е јавен документ и финансискиот извештај, годишниот финансиски извештај треба да е постојано постиран на веб страната на Фудбалската федерација, исто како и буџетот. Тоа е нешто што го нема на нивната веб. Што е спротивно на статутот и на сите одредби за транспарентно и јавно работење во Фудбалската федерација. Тој тврди дека во ФФМ целосно затајала контрола на работењето години наназад. Сметководителката според Ѓурчиновски е само дел од мрежата надлежни луѓе кои треба да дадат одговори по сомнежот за проневерените пари. Овде станува збор за енормни злоупотреби, почнувајќи од одговорните лица, па и до вработените во Генералниот секретаријат, вклучително и на службите кои што биле задолжени за материјално-финансиско работење, нели? Што како основа сега Фудбалската федерација после толку години накажува да има злоупотреба и затоа раководителката на финанси нели е санкционирана и одстранета од работа. Неспорна е незината одговорност и никој нема намера неа да ја заштити. Вештачењата во постапката, во истрагата ќе покажат дали има елементи на кривично дело кое што се гонит по службена должност или нема елементи. Значи тоа е првата работа. Втората работа, кој е вистински одговорното лице, кој ја овозможил? Значи кој ги подпишувал налозите? Тоа е проблемот, главниот проблем. Ако фактурата била 10.000 евра и ако некој допишал сега една нула на фактурата, и со тоа отишол кај подписникот, не мора да е председателот, може да се 20 членови на управен одбор. И они без да проверат и подпишале и овозможиле да го стори тоа дело. Извинете, прво тие ќе одговараат. Најголеми сомнежи за криминал и корупција во ФФМ. Ѓурчиновски вели дека имало во 2013 и 2014 година кога се работеле проектите за тренинг центарот Петар Милошевски и поставувањето на вештачка трева на 10 фудбалски терени кога она што било изградено, Ѓурчиновски вели дека не се одветствувало со потрошените пари. Тој инсистира на одговори од ФФМ и за потрошените пари за неизградениот стадион во Прилеп, причини поради кои смета дека се проневерени многу повеќе од 1 милион евра. Не е само 4,5 милиони евра се сите. Значи ова 1 милион евра за кој што они кажуваат дека е злоупотребен од страна на сметководителката и уште други 3,5 милиони евра кои што треба да излезат, опрва треба да излезат овие, за кои што ние викаме имаме основани сомненија. Однесувањето на сметководителката според Ѓурчиновски е сосема очекувано ако се земат предвид сите претходно премолчени празнења на сметката на кои таа несомнено била сведок. Откако видела дека раководството на во Фудбалската федерација си подкраднуваат со дупли фактури, со двојно книговодство, со ова, со зголемени фактури, со неизвршени работи, а фактурирани работи. И значи сето тоа довело до таа ситуација да ако можат сите да подкраднуваат, можам и јас, нели? Против раководството на Фудбалската федерација, вели Ѓурчиновски, во 2017 и 2018 година се поднесени 9 кривични пријави, од кои 2 се од него, но речиси 2 години нема никаков резултат. Не се превземаат ни предистражни действија, господа, во тоа е проблемот. Јас колегите во судот, колегите во судот, во обвинителството ги ценам ненормално. Знам дека таму има прекрасни професионалци, но не можат да дојдат до израз заради политиката, заради инсталацијата на мафијата во власта, која што врши силен притисок, а се додека судите и обвинителите се тепаат да станат адвокати заради митото и корупцијата, се до тогаш ние ќе имаме една ваква состојба. Јас ви тврдам дека овој проблем може да се реши во рок од 24 часа. Врз основа на сите докази во кривичните пријави,
се поднесуваат обвинителен акт, се спојуваат сите пријави воедно, се поднесуваат обвинителен акт, во кој што обвинителен акт ќе бидат офатени како обвинети и управниот одбор, и председателот, и подпредседателот, и службите, генералниот секретар и сите други кои што кумувале на тој криминал, и ќе биде побарана времена мерка, нема потреба притвор да им се изрекува. Зошто притвор? Времена мерка за заштита на тоа, тие сите ќе бидат отстранета, бурум агенција за млади и спорт, одете решете си го. Обезбедете го и зачувајте го имотот. Именувајте таму, правете, спроведете согласно закон све како што треба. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски за еден он вели дека и тие во 2019 година имаат поднесено 2 кривични пријави против поранешни и сегашни функционери во Фудбалската федерација поради работење спротивно на законот за спорт. Будно ја следат состојбата и подготвени се да постапат доколку надлежните институции донесат одлука за нивно инволвирање. Секој оној кој што го прекршил законот и кој што направил било каква проневера на финансиски средства, кои што доаѓа дали од државата, дали од меѓународните организации, односно федерации, како што е во конкретниот случај, треба да се сноси одговорност. Секако ги апелирам и до службите, апелирам и до сите надлежни институции што е можно побрзо да го расчистат овој процес. Моментално топката е во нивни раце. Соодветно врз основа на законите да реагираат се со цел сето она што е против законско дејствување да биде исправено. За случајот со сметководителката, од обвинителството за еден он рекоа дека е оформен предмет и дека надлежниот обвинител издал наредба за прибирање на потребни известувања по однос на кривичното дело опишано во пријавата. На финансискиот скандал во ФФМ работи и управата за финансиска полиција, од каде за еден он кусо изјавија дека го проверуваат финансиското работење неколку години наназад.